и оваа година континуирано секој понеделник продолжуваме со редовните пресконференции што ги организира Стопанската комора на Македонија. На почетокот на оваа 2020 година почнуваме со една можеби од најзначајните теми за бизнис секторот, тема образование и конкретниот наслов на денешната тема е уписната политика, фактор за обезбедување стручни кадри во стопанството. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори нашата колешка магистар Наташа Јаневска. Наташа, повели. Благодарам. Бидејќи ова ни е прва пресконференција, на почетокот сакам да ви посакам успешна година и да имаме секогаш прилика да известуваме само за убави настани. Меѓутоа, состојбата е таква да секогаш мора да бидеме прилагодливи според она што треба да се објави. Како прва пресконференција сакаме да најавиме една многу интересна тема и многу сериозна и горлива тема, тоа е уписната политика, затоа што недостатокот на стручен кадар за потребите на стопанството и на бизнис секторот е секогаш нешто што Стопанската комора години наназад укажува дека представува сериозен проблем. Компаниите се соочуваат со еден многу голем проблем, тоа е недостатокот на стручен кадар, кој што се запрашуваат дали можат да опстанат понатаму во своето работење, но исто така дали можат да оправдаат се она што вложиле со години наназад, ако сепак не можат да обезбедат соодветен стручен кадар. Повеќе од јасно е дека резултат на тоа е долгогодишната неусогласеност на вештините и компетенциите кои што се јавуваат на пазарот, и побарувачката, што е од страна на пазарот на труд, што е резултат на образовниот систем кој што не одговара на потребите на бизнис секторот. Причината за ваквата состојба комората и нејзините членки ја гледаат во една погрешна стратегија што се води од страна на Министерството за образование и наука, односно погрешната стратегија на уписната политика, која што не ги следи состојбите во стопанството и не е усогласена со потребите на секторите. Конкурсите за упис во средните училишта секоја година се исти, постојано се повторуваат, се зголемуваат гимназиските паралелки за сметка на стручните паралелки, односно се запишуваат се поголем број, се овозможува запишување на поголем број на ученици во гимназиските паралелки за сметка на стручните училишта, затоа што ако морате смета дека стручните училишта се всушност јадрото за едно економски стабилно и јако општество. Но парадоксот да биде уште поголем, во стручните училишта се фаворизираат оние квалификации за кои што постои презаситеност на пазарот на труд, како подкрепа за тоа имаме зголемен број на ученици за квалификацијата во секторот здравство, обично медицинските сестри, економските техничари, правните техничари, за сметка на другите квалификации кои што се навистина потребни, како што се бравари, машински техничари, заварувачи, водоинсталатори, оператори со CNC машини и така натаму. Како потврда на ваквите укажувања на бизнис секторот и е фактот што и оваа учебна година во стручните училишта од вкупниот број ученици кои што се запишани, 24% од вкупниот број на ученици се запишани во застената струка, 22% од вкупниот број на ученици се запишани во економско и трговска и правната струка, додека нешто помал е процентот на останатите струки. Имено станува збор за квалификации кои што во праксата се потврдува дека нема потреба од нови работници со вакви вештини и компетенции. Наспроти тоа, во секторот градежништво и геодезија се запишани 8,1% од вкупниот број на запишани ученици во стручните училишта, во секторот угостителство и туризам се запишани 4,5%, додека во земјоделие, ветеринарство, процентот на запишани ученици изнесува само 3%. Ваквото нешто не се одвесува со реалноста. Истиот случај и со секторот хемија и технологија, за квалификацијата прехранбен техничар, каде што се запишани само 1% од вкупниот број на ученици во стручните училишта. Ваквата состојба следи во останатите сектори, како што се геологија, рударство и металургија, а многу мал е процент на запишани ученици во секторот текстил, кожа и други производи. Иако за овие квалификации има потреба од пазарот на труд,
образовниот систем не ја форсира уписната политика токму за овие потребни квалификации. Сето ова укажува дека уписната политика и покрај тоа што со децении наназад укажува Стопанската комора и бизнис секторот за недостиг на стручен кадар, не е променет, не е услишан апелот на стопанството за решавање на реалните потреби на бизнис секторот, што се одразува на развојот на општеството во целост. Овој проблем навистина може да представува ограничувачки фактор за развојот и на целата економија. Ваквите сознанија комората ги добива од директните комуникации со своите членки кои што ги има, но и анализите кои што постојано ги прави комората, каде што дојде до еден заклучок дека за да се намали неусогласеноста потребна е координирана акција и спроведување на мерки во соработка со бизнис заедницата и образовните институции. За информација, процесот на подготовка на конкурсот за упис во средните училишта има определена процедура. Согласно, според таа процедура се бараат анализи од општините за потребите на квалификации на локално ниво и комисија која што е составена специјално за оваа намена го изработува конкурсот за упис на ученици во средните училишта. Составот на комисијата е различен, меѓутоа претежно преовладуваат представници од образовните институции, тоа од Министерството за образование и наука, кои што се опфатени неколку сектори, сектор за основно, средно, високо образование и ученички стандард, Државниот просветен инспекторат и заедницата на единиците на локална самоуправа. Но во самата комисија немаме ниту еден представник од бизнис заедницата која што може директно да ги искаже своите барања и да се направи правилна уписна политика според потребите на бизнис заедницата. Тоа доведува и ќе доведе и во насока на планирање и градење на соодветен стручен кадар во самите образовни институции. Во таков случај, сликата на реалната состојба на уписната политика би била сосем поинаква, доколку нели во комисијата би имало представник од бизнис заедницата и акцентот секогаш би се ставал на бараните квалификации, а со тој би се намалил бројот на запишани ученици во оние сектори каде што имаме презаситеност од такви квалификации за сметка на другите. Ова е период точно кога започнува прибирањето на анализите од страна на општините за потребни квалификации на локално ниво и за изработка на конкурсот за упис на ученици во средните училишта и затоа Стопанската комора на Македонија апелира дека комисијата за подготовка на конкурсот треба да се прошири со член од бизнис заедницата и дека пред конкурсот да биде одобрен од страна на министерот треба да биде задолжително доставен до Стопанската комора за да може да даде соодветно мислење по однос на конкурсот. Затоа колку е значајна уписната политика го потврдуваат и присуството на компаниите кои што ни ја даваат целата поддршка да можеме да проговориме за овој горлив проблем. Благодарам.